Како што капиталистичката држава или таа уставна монархија, како да наречеме, како што сакала да го освои умот на секој свој поданик, уште повеќе на то била повикана и комунистичката партија. Сега, ако имаме цело ова инфраструктура на, јас би рекол, невладини организации во тоа време, цело ова структура на патриотски друштва, спортски друштва, што можеле да направат комунистите со својот не само мал број членство, туку и мала база, ако се имат предвид дека индустријските работници во суштина биле базата. Очигледно е дека и тие морале да барат сојузници. Аграрното прашање само по себе е битно, нели, самиот регион е претежно, нели, аграрен. Знаеме дека во тој период аграрот е извозно ориентиран. Имаш за луѓето од поселата, ја имаш црквата. Значи, тука, ако е црквата едното што се вели со државата, тој слој е решен. Сега во градовите очигледно сите овие друштва биле потребни за на еден начин не само да се држат под контрола, туку и да ја прифатат и владеачката идеологија. Едино комунистите, односно Комунистичката партија на Југославија, давала алтернативно решение на овие простори.